почитувам господинот Тунтев и неговата намера во име на пратениците како координатор на мнозинството да ги каже аргументите кои што тој мисли дека треба да ги каже, и тука немам замер. Знам дека пратениците некогаш се доведени во ситуација да постапат врз база на некој приоритет. Вие мислите дека тоа е во право, владата мисли дека тоа е во право, ние мислиме дека не е во право. Во принцип, мене дебатата не ми се сведува на тоа, и дел од аргументацијата и не е точна, пошто дел од законите се однесуваат на зголемување на прагот за плаќање на придонес. Имаат содржинска измена, но не е тоа поентата. Вие, господине Тунтев, и неколку други пратеници кои што бевте и минатиот мандат, да не набројувам, не ми е лична забелешка. Бевте многу гласни критичари на секоја скратена постапка во Собранието на Република Македонија. Дури во едно време имавте иницијативи за измена на деловникот, за прецизирање на критериумите, еден од колегите клима со главата, кој што е подолго и од вас, господине Тунтев, за прецизирање на критериуми, кои закони може да додат поскратена, кои не може, кои може да додат со европско знаме, кои не може да додат. Значи, принципиелна е мојата забелешка. И јас не бев критичен, туку упатив порак. Фактите зборуваат дека 90% од законите кои што ги минеме во собрание, ги минеме по скратена постапка. Вашата партија, вашата пратеничка група и во претходните мандати, кога вие не бевте во собрание, реагираше и од тоа правеше многу голема тема. Едно време од такви теми дипломатските представници во Република Македонија за такви теми дава своји ставови. Затоа можам да ја разберам позицијата, не замерувам, но ве потсетувам дека кога СДСМ беше опозиција, настапуваше различно. Врз база на тоа настапување различно, јас ви препорачувам заради вашиот кредибилитет како претеници да се потрудите во иднина. Денеска сите точки се по скратена постапка, како да ви кажам. Нема една точка по редовна постапка. Да се потрудите во иднина да влијаете како пратеници врз владата, во одреден момент ќе покажете храброст и да гласате спротивно на желбата на владата да биде одреден закон по скратена постапка. Денеска за еден закон барем да гласате спротивно, тој закон ќе си течеше во редовна постапка. Имате и таа можност. Но политички проценете го вие моментот. Тоа ќе влијае многу на односите со опозицијата, ќе влијае многу на односите со медиумите, ќе влијае многу на ветувањата кои што ги дававте за транспарентност и за јавност, за моќ на собранието, за контролна функција над собранието врз владата. На вас останува, вие имате бројката во секој момент. Може да давате ваква или таква аргументација, но тоа е спротивно на тоа што го зборувавте претходно.